Локалната самоуправа на Виница ќе биде носител на 4-дневните културни и спортски содржини со кои ќе се одбележи 31. август и 74 годишнината од ослободувањето. Настаните ќе се одржат на неконвенционални локации со специфичен амбиент, со намера тие да заживеат и да им се даде нова димензија и значење. Беше речено на пресконференцијата што ја организираше градоначалникот Ивица Димитров со своите соработници. На 30 август, четврток, стартуваме со несекојдневен амбиент на Виничкото кале, а тоа е концертот на групата Даутовски. А како увертира на овој настан, ќе проектираме филм по повод 40 години од откривањето на теракотните икони во комбинација со изложба во организација на Музеот Теракота. Наши специјални гостини на овој настан ќе бидат двајцата долгогодишни истражувачи на Виничкото кале, археолозите Коста Балабанов и Цоне Крстевски. Во петок на 31. август продолжуваме со промоција на еден значаен научно-истражувачки труд од нашиот сограѓанин Гоце Ѓоргиев. А во попладневните часови следува забава за најмладите со театарот Колозов од Скопје, кој ќе настапат со представата Али Баба и 40 разбойници. Продолжуваме во галеријата Венеција со поддршка на општина Виница ќе биде отворена и првата самостојна изложба на нашиот академски сликар Милевој Симеонов, а крајот на месец август ќе закружуваме со целовечерен настан, реанимација, настан со акцент на македонската алтернативна сцена, зад која стојат група на ентузијасти од креативниот простор Space and I. Во рамки на настанот реанимација ќе настапат поголем број рок групи од Македонија, а ќе биде отворена и изложба на плакати и импостер од Марија Иванова. Програмата за одбележување на денот на ослободувањето на Виница ќе продолжи и на почетокот на септември. 1 септември ќе биде ден исполнет со рекреативни, спортски и музички настани. Во раните утрински часови или поточно во 9 часот од градскиот стадион во Виница ќе најавиме првата ревијална велосипедска патика или тура на релација Виница-Калиманско поле Виница. После овој старт започнуваме со традиционалниот детски куп во мал фудбал Венеам куп 2018, во кој ќе учествуваат деца од различни генерации. 19 часот ќе имаме целовечерен музички спектакл на плоштадот Ангел Винички, на кој први настапуваат групата Игуано, пошто следува голем концерт на Нокаут, а ова вечер ќе ја заокружиме со диџеј Ерик. Настаните со кои ќе се одбележи денот на ослободувањето на Виница се организираат за прв пат по неколку децении, а за покривање на трошоците се обезбедени финансиски средства од општинскиот буџет, како и поддршка од локалните претпријатија.